Македонија на светот од секогаш му подарувала личности кои со својата мисла и мисија ги премостувале разликите и ги поврзувале луѓето и народите, изјави македонскиот претседател Ѓорги Иванов во говорот по повод одбележувањето на државниот празник Илинден во Пелинце. Во говорот Иванов повика на меѓусебна помош во годината во која одбележуваме 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Македонија на светот од секогаш му подарувала личности кои со својата мисла и мисија ги премостувале разликите и ги поврзувале луѓето и народите. Еден од нив е нашиот голем народен учител, светител и просветител Климент Охридски. Годинава одбележуваме 11 века од неговото физичко упокојување, но 11 века од неговото континуирано духовно и културно учество во изградбата на нашиот јазик, нашата култура, нашите вредности. И веќе 11 века тој не повикува да си помагаме еден на друг, да пројавиме ревност кон добродетелта, да стекнеме братолюбие, љубов кон бедните, гостопримство, кроткост, воздржување. Мајка Тереза ќе биде прогласена за светица на 4 септември во Ватикан. Папата Франциск во март годинава го потпиша декретот за канонизација на Мајка Тереза. На овој значаен настан се осврна и македонскиот претседател Ѓорги Иванов во своето обраќање по повод Илинден, посочувајќи го значењето на овој чин за целиот свет, повика на обединување и во нашата држава. Само 7 години по Илинден, 1903, во центарот на Скопје, во микрокосмосот на религијски, етнички и јазичен плурализам меѓу христијани, муслимани и евреи, се роди една девојка која го следеше заветот на Свети Климент. Посветувајќи им го животот на отфрлените и сиромашните во светот, скопјанката мајка Тереза стана препознаена како мајка на милосрдието или мајка на 20 век. Мајка Тереза беше добитник на Нобелова награда за мир, а нејзиниот чудотворен карактер беше признаен од Римокатоличката црква. Само неколку дена пред нашата прослава на 8 септември, светот ќе ја прославува канонизацијата на мајка Тереза во Рим. Канонизацијата е настан што сите нас во Македонија треба да не издигне над секојдневните политички тензии и недоразбирања и да ни помогне да го препознаеме човекот и човечкото во политичкиот противник. Канонизацијата на мајка Тереза е чин што ќе го обедини светот. Крајно време е да не обедини и нас. Прогласувањето на мајка Тереза за светица Република Македонија ќе го одбележи со низа настани и манифестации, а во Скопје, родниот град на светата хуманистка, ќе биде приредена татковинска прослава, насловена како месец на света мајка Тереза.